ова издание. Забраната за абортус во Алабама донесе страв, трендот да се прошири и во други држави во САД. Ке бараат ли жените нелегални начини за прекинување на бременоста? Женските прашања тема и во Северна Македонија. Зошто остана во сенка извештајот на ОПСЕ, според кој 14% од анкетираните жени биле жртви на насилство. Северна Македонија, Србија и Црна Гора ќе станат една туристичка дестинација за гостите од Азија. Што пак тоа ќе значи? Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Недвижнините на председателот на САД Доналд Трамп му донеле приход од милиони долари минатата година, што покрена прашање дали бизнисот на председателот профитира од домашни и странски владини официјални лица. Владината канцеларија за етика објави дека луксузниот хотел на Трамп во Вашингтон ја завршил годината со речиси 41 милион долари, малку повеќе од претходната година. Од преземањето на функцијата Трамп се соочи со критики за неговото одбивање да ги одвои недвижнините, што според критичарите создава конфликт меѓу неговите бизнис и политички интереси. Трамп пак пријави приход од најмалку 434 милиони долари за 2018 година, за разлика од 2017 година, кога имал пријавено 450 милиони долари. Официјални лица соопштија дека десетици илјади бизниси и други организации во Северна Америка и Европа биле цел на кибернетски криминал во последниве години. Криминалната кибернетска мрежа хакирала повеќе од 40.000 компјутери со цел да украде повеќе од 100 милиони долари од банкарски сметки. Парламентот во Тајван гласаше да се легализира истополовиот брак, прва држава во Азија што го направи тоа. Гласањето е победа за ЛГБТ и заедницата, која со години водеше кампања за остварување на правата. Деновиве во САД пак прашање се женските права. Алабама донесе закон со кој речиси целосно го забрани абортусот во оваа држава. Сепак стравот е дека кон овој тренд ќе се приклучат и други сојузни држави. Златица Хоук има повеќе. Абортусот е меѓу спорните прашања во САД кој предизвикува силни чувства меѓу двете страни. Гувернерката на Алабама Кейт Ајви, позната како цврста противничка на абортусот, го потпише законот. Запрашана дали преферира закон со кој се исклучуваат случаите на силување и инцест, Ајви рече дека секој човечки живот е драгоцен. Пред да го потпише законот, рече дека на незината одлука нема да влие можноста за долги и скапи правни процедури. Сигурно не можете да се откажете од вашите напори да ги заштитите неродените поради трошоците, дури ако тоа значи да одите до Врховниот суд на САД. Противниците на абортусот се подготвуваат за уште поголема битка. Обид за поништување на одлуката на Врховниот суд од 73-та во познатиот случај Ро против Вејд. Ова одлука им дава право на жените да одлучат дали да направат абортус. Со конзервативното мнозинство во највисокиот суд во САД, противниците на абортусот веруваат дека имаат добра шанса да успеат. Спонзорот на законот за абортус на Алабама, републиканката Тери Колинс, е една од нив. Се обидовме да се задржиме на прашањето дека бебето во матката е личност. Оние кои демонстрираат против забраната често се облекуваат во црвени облики, бели капи, според приказната за слугинката. Приказната за слугинката е за женската автономија, бидејќи жените биле третирани како фабрики за размножување. Веруваме дека тоа е она што го прават ваквите закони. Сенаторот од Алабама, демократот Боби Синглтон, им се извинувам на жените од Алабама за тоа што дозволивме да помине овој архаичен закон. Пред Алабама, во Охајо е донесен закон кој забранува абортусот како лекарот ќе констатира срцев ритам кај фетусот, што во многу случаи е пред жената воопшто да биде свесна дека е бремена. Слични закони се донесени во Џорџија, Кентаки, Мисисипи. Овие закони може да завршат и пред Врховниот суд, но некои аналитичари сметаат дека екстремните веројатно ќе бидат укинати од највисоката судска инстанца. А женските прашања во фокус и во Северна Македонија. Зошто никој не реагираше по извештајот на ОПСЕ за насилството врз жените? Владимир Миршевски јавува.
Без посериозна реакција во јавноста помина истражувањето на ОПСЕ, чии резултати покажуваат поразителни податоци во сферата на семејното и насилството врз жените. Информацијата дека ваквото насилство често е недоволно пријавено и дека некои форми на физичко и сексуално насилство се широко распространети во земјава, се загуби меѓу бројните политички вести и настани. Извештајот покажува дека родовата нееднаквост е во основата на овој тип на насилство. Има значајно малцинство кое опстојува на традиционалната перспектива на улогата на жените во општеството и дома. Отприлика 1/3 од жените мисли дека нивните пријатели би се согласиле дека жената треба да му се покорува на сопругот, дури ако не се согласува со него, а 32% сметаат дека е значајно за мажот да ја покаже на партнерката кој е газда, се нотира во истражувањето. Родовата нееднаквост е во коренот на родово заснованото насилство над жените и девојките и затоа потребно е партнерство меѓу надлежните државни органи и граѓанскиот сектор за подобрување на ситуацијата. 3 од 5 испитанички сметаат дека насилството врз жени е вообичаена работа. 1 од 5 жени знаат за случај во кој нивна блиска пријателка или роднина е цел на семено насилство. 14% од жените потврдуваат дека искусиле физичко или сексуално насилство на 15 годишна возраст. Друг сериозен аспект на проблемот е и молкот на жртвите. Речиси половина од анкетираните жени во Северна Македонија сметаат дека семејното насилство е работа на приватност и треба да се реши во рамките на семејството. 3 од 10 жени сметаат дека жртвите преувеличуваат во приказните. Истражувањето спроведено во вашата земја покажува дека некои од жените ваквото насилство го сметаат за нормална работа. Проценките на ОПСЕ се дека со нов закон за спречување родово засновано насилство ситуацијата може да се подобри и затоа очекувањата се дека вакво решение ќе се донесе до крајот на годината. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. А Северна Македонија, Србија и Црна Гора ќе се нудат како една туристичка дестинација за гостите од азиските држави. Деталите од Мики Трајковски. Во трка по што повеќе гости од земјите од Азија, кои последните неколку години се меѓу најбројните во светски рамки, Северна Македонија, Црна Гора и Србија со заеднички настап на некои од семите за туризам ќе се обидат да привлечат што е можно повеќе туристи од овој дел на светот. Трите соседни држави преку кружни тури, аранжмани и најразлични пакети ќе се нудат како една дестинација. Целта е, вели директорот на Агенцијата за подршка и промоција на туризмот Љупчо Јаневски, регионот да биде поконкурентен на азискиот пазар. Тенденцијата во светски рамки е да се вкрупнуваат дестинациите, па се надевам дека еден ден и целата Адриатик регија ќе биде една туристичка дестинација кога е во прашање Азија и далечниот исток. Се надеваме дека со визната либерализација и протокот на туристи, исто така поголем број на туристи ќе ја посетат и нашата земја, односно да бидат вклучени во сите кружни тури. Амбасадорката на Србија во Северна Македонија за Гласот на Америка рече дека трите држави има што да им понудат на странските гости. Вели дека соработката на тој план е повеќе од корисна. To je sasvim normalno da se povezujemo jer smo mali kao države i zajednički projekti su vrlo korisni, posebno za turiste koji dolaze iz vanevropskih, odnosno iz zemalja sa dalekog istoka, koji ostaju kad dođu na ovaj prostor, onda ostanu više dana jer i zbog vremenske razlike. Станува збор за пазар кој е брзо растечки и кој се уште не е доволно искористен, вели професорот по туризам Зоран Стрезовски. Според него станува збор за добра стратегија. Колку и како ќе се успее, знаете, има голема конкуренција на светскиот пазар. Значи не само овие 3-4 земји што ги спомнавте, него исто така се групираат други 3-4 земји, Австрија, Унгарија и не знам кои се нудат на тој пазар. Така да се зависи од неколку елементи. Начинот на промоција, второ и цената која вие давате на тој пазар и после тоа секако оди задоволството. Добро е како иницијатива, ќе видиме колку ќе тоа вроди со плод. Само во 2018 година Балканот и целиот Адриатик регион го посетиле 450.000 кинески туристи, но тој број е недоволен. Не изостануваат туристите од Малезија, Тајван и Кореја, кои сакаат за време на нивниот престој на европскиот континент да посетат што е можно повеќе дестинации. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Имајте убав викенд, се гледаме во понеделник.